Добре дојдовте. Ето, јас дојдов. О, душо моја. Зете, повелете. Благодарам. О, Денисче моје. Земи го, ајде. Како си? Ајде, влези. Ќе одевме во хотел, јас не сакав да дојдеме, ама зетот инсистираше. Не треси глупости. Ние сме сестри, се случуваат такви работи. Ајде, не грижи се. Зарем нема да ме прашаш нешто? Како се случи, зошто го направи тоа? Сега не е време за тоа. Ти сега не мисли на тоа. Почекај, не го кривај тоа, остави. Јас ќе го носам, остави. Уште не се знае дали сигурна сум бремена. Уште одам на контроли. Овој пат јас нема залудно да се надевам. Секогаш имаше надеж, јас те поддржував. Види, овој пат имам предчувство. За кратко ќе бидеш бремена. Синко? Сине, зошто го скрши украсот на тета? Аман, остави нека крши. Пази да не се повредиш. Не можев да го држам. Раката не можев да ја движам. Дојди, сине, да видам. Што се случи? Дојди вамо, дојди. Што? Не ја движи раката. Сине, која рака? Стегни ја тупаницата, сине. Хајде стегни ја тупаницата. Погледни ме, ајде. Стегни. Погледни ме, следи го мојот прст. Да не те боли главата, сине. Хајде стегни ги и двете. Добро ли си? Добро сум, тато. Тето, може ли да гледам цртан филм? Секако, душо. Ајде, дојди, ке те однесам. Ги прочитав сите блогови и сајтови на интернет, секад истото го пишува. Не го загрижувајте детето, возможете му добар живот, а види на што личиме. Немаме ни куќа, види. Каде ни остана добриот живот? Секој ден ме прашува кога ќе оди во училиште, а јас ништо не можам да му одговорам. Ало, Егимен, воопшто не ми е добро. Што и да планираш, веднаш да го направиме. Ама веднаш мислам, уште вечерва. Постел еден човек, кој што бил најдобриот измамник на сите времења. Го откриле кога сакал да го продаде мостот Галата. Предходно успел да ја продаде саат, кулата, трамваите, дури и плоштадот Таксим. Тој бил доајен, Бог да го прости. Велел, луѓето што ги измамнив всушност беа измамници. Причината која пристапија кон мене беше за да може да ми измамнат. Една вечер со 10 на ракви си оди до златарата. Златарата била затворена. Пред златарата се сретнува со еден човек. Му вели, жена ми е болна, морам да ги продадам на раквиците. На раквиците, да биле вистински, би била вредност околу 1000 лири. Тој побарал само 300 лири од човекот. Вели, ќе останатиот дел од парите не ми се важни, само сакам жена ми да оздрави. Човекот бил доста паметен. Мислел дека утре истите на раквици ќе ги продаде на златарот и ќе заработи 700 лири. Затоа му дал 300 лири и ги земал на раквиците.
Следното утро човекот отишол во златарата и кога дознал дека на раквиците се фалсификат, отишол во полицијата и пријавил дека е измамен. На никого не му текнало да каже: "Добро бе човек, каде ти беше умот кога плаќаше 300 лири за нараквици кои што вредат 1000 лири?" Многу е јасно. Измамениот всушност исто така сакал да го измами познатиот измамник, кој што морал да најде пари за операцијата на својата жена. Нашиот херојот при казната секогаш велел: "Јас никогаш не измамив човек кој што немаше намера мене да ме измами." Ета, и ние бараме таков умен човек. Човек кој што ќе сака нас да не измами. И јас познавам еден таков човек. Ние тој човек може да го изедеме. Најсаканото хоби на богатите луѓе се скапи работи да најдат зефтини пари. Да почнеме веќе, може ли? Да, повели. Ги знаете ли овие? Не ми се познати. Ги немам видено до сега. Ние ви кажавме 20%. Вие прифативте. Ние според тоа и се подготвивме. Кој договор? Ну, скажи им само пиздам. Се откажавме. Што значи тоа? Ама чекај, полека, немојте сега. Вие ги видовте нашите известувања. Тоа беше еден многу добар договор, нели? Видете, нема да можеме друг пат да најдеме толку големи резерви. Сега ако не почнеме, ќе изгубиме приликата. Бро, it's a good business, believe me. Рудникот е се уште полн. Он говорит, друг, это очень хороший бизнес, но Слуторудник ждет нас. Да, бизнес хороший, но они не умеют управлять. Или 40%, или сделки не будет. Да, рудникот постои, ама се уште рудата не се обработува, така да без 40% ништа. Какви 40%? Тоа не беше договорот. Видете, ние тука дојдовме да славиме, а вие се откажувате. Можно ли е таква нешто сега? Чекај малку, полека, Егемен. Ако ние до утре не ги добиеме парите, ние ќе пропаднеме. Не можете да наставите во ваква ситуација. Он говорит, это нехорошо вообще. С чем мы делаем сейчас? Ну и что, они без меня не смогут это сделать. Без него ништо не правите со оваа работа. Што значи сегова? Дадовте збор, стоите си на зборот. Зар во вашата држава вака средувате работи? Колку што знам, русите не се толку некултурни. Господине Егемен, што да направам јас? Ти излези. Извинете, се ли е во ред? Простете. Што е ова, бе? Какви луѓе се овие, а? Зарем не гледаш на што личеше ова? Ве вознемиривме пред малку, се извинуваме. Нема проблем. Борете. На здраве нека ви. Ја изеде мамката. 4 пати не погледна. Да не си му познат случајно? Сигурно дека не. Ти од каде го најде русинот? А, тоа е братот на мојата претходна љубовница. Многу добар човек е. Тој има едно ателје за текстил. Ми должеше една услуга и сега се раздолживме. Инаку добро глумеше, нели? А и ти беше добар. Повелете. Дженгис Асароглу. Ирфан Сайгун. Егемен Кивилџим. Многу ретко луѓето знаат дека го обожувам ова вино. Навистина тоа вино има прекрасен шмек и мене ми се допаѓа. Навистина. Пред малку на несакање слушнав дека вашиот пријател создаде проблем. Што е проблемот? Не прашувајте, ве молам. Повторно се извинуваме. Седеа со некој русин. Тој замина, ама сега ситуацијата е пострашна, господине. Седат и пијат вино
Со Дженгиса Сароглу. Ти кажав следи го професорот и Егемен, јас за кратко време ќе дојдам. Султанке, мене ми излезе една итна работа. Хусеин нека однесе дома, јас за кратко ќе дојдам, добро? Зошто сега, Сулейман? Јас напразно се подготвив. Кади да одиш, да одиме заедно. Добро тогаш, ајде. Сега за сега ситуацијата е ваква, ама ние очекуваме многу поголема добивка. Да дојдеме до потребното. Таков голем рудник не би останал на вас. Кажете ми ја приказната. Мислам дека може да му кажеме на господин Дженгис. Добро тогаш. Господине Дженкис, рудникот има дозвола за обработка на цинк. Целата процедура давачките и излез од државата работи според таа дозвола. Ама ние откривме дека во рудникот има и злато, господин Дженкис. Со дозвола за цинк ќе извадите злато. Да. Го прифативме ризикот и затоа добивката ќе биде многу поголема. Може би најдовте инвеститор. Како? Што сакате да кажете со ова, пардон? Велам 30%. Епа, 30% не е најдобра понуда, ама нашата ситуација е очигледна. Дженгис, си одиме душа. Барем дозволете ни еден час, ве молам. Секако. Визит картичка. Ви благодарам, пријатна Мило ми вечер. беше. Исто и мене. Пријатна вечер, до гледање. Пријатна вечер. Илеј, само еден момент, почекаме да ги поздравам овие. Добро. Што ќе се напиете? Би ве замолила да ми донесете едно вино, и ако може едно пенкало. О, господа, на здравје нека ви е. Гледам дека моите пари овде ги трошите, нели? Парите не се заработуваат без да се трошат, нели? Во 11 часот на нашето место. Те молам, дојди. Ви благодарам. На здравје нека ви е. Епа, ајде, кажи ми, професоре, што се случува со овој Дженгис? Тој ли се крие под вашата работа со златото? Што ви интересира вас? Вие ќе си ги добиете парите. Тоа е најважно за вас. Доста со тие глупости. Матите вие нешто. Отворате фирма за 3 дена, а потоа барате инвеститори. Тие работи не се прават толку лесно. Господине Сулеман, ако сакате и вам може да ви дадеме добра понуда. Доста. Прекини. Зарем мене сакате да ме измамите? Послушајте ме. Ако јас не си ги добијам своите пари и тоа веднаш, и вас, и вашето семејство ќе го закопам во бетон. Тој што ќе ми ги искрши гранките, ќе му го исечам стеблото. Не заборавајте. Јас од многу одамна ја знам оваа компанија. Фирмата за рударство. Додека студира во Америка имаше еден професор кој што беше партнер во таа компанија. А јас бев инвестициски советник во компанијата. Пред неколку месеци дознав дека компанијата заради долговите во лоша состојба. Имаат злато во рудникот, ама не можат да го обработуваат. Затоа јас ја купев компанијата. Тоа значи со моите пари си ја купил фирмата. Така требало да биде. Вие ќе си ги добиете парите со каматата. Нема да ви пречам, нели? Секако дека не, душом. Седни си. Како се Егемен? Добар сум, ти? Презентацијата беше многу добра. Господи Илај, да ве запознам. Ова е нашиот инвестициски советник, господин Ирфан.
Господја Иле исто така работи за нас. Нејзините идеи ми се многу важни. Мило ми е господин Ирфан. Господин Сулеман, пред да дојдам овде го сретнав господинот Неджип. Многу ве поздрави. Ти благодарам многу. Вашата маса е подготвена. Така ли? Со ваша дозвола ние сега си одиме. Пријатно јадење. На вечер. Пријатно јадење. Благодарам. Илај сакаше да те види. Не успеав да ти кажам. Благодарам. Во 11 часот на нашето место. Те молам, дојди. Ирфан? А што се случува? Од каде доаѓаш во ова време со ваква облека? Од службена вечера. Егимен ми ја носи оваа гардероба. Ирфан, во каква состојба сме? Ми кажа пред една недела ќе ги најдеш парите. Се трудам. Што да кажам? Што очекуваш да кажам? Добро, очекувам да ми кажеш дека си ги нашол парите. Ирфан, ништо не ми кажуваш, воопшто не знам што правиш ти. Се трудам, Еда. Се мачам со многу работи. Не можеш ни да претпоставиш. Што да правам? Ама ќе ги најдам. Ќе ги најдам парите. Во ред? Доволно е да го знаеш тоа. Многу сум изморен, душо, навистина. Хајде да легнеме. Ирфан.
Да не беше Денис. Да не бев бремена. Дали ќе се оженеше со мене? Што ти текна сега ова? Ете ми текна. Од време на време ми текнуваат вакви работи. Дали ќе се оженеш? Не знам, никогаш не сум мислел што би направил. Знаеш дека се беше премногу брзо. Ние пред да стапиме во врска, стапивме во брак. Станавме родители. Значи немаш. Не знам како ќе се развиваа работите, ама сега... Знам дека никогаш не се покајав. Никогаш не си поставував прашања. Ти ми го подари недобриот подарок на целиот свет, душа моја. Ми го стави светот на дланка. Со Денис ми ги подари сите морења. Се извинувам, дали ќе може да добијам едно кафе без шекер? Само послужување. А, така ли е веќе? Се извинувам, јас долго време не сум била овде. Седнете, ќе донесам. Може би почесто ќе доаѓате. Добро, ви благодарам многу. Браво, тато. Многу убаво. Направи уште едно. Нека биде поголемо од ова. Ќе ти направам, синче. Покривот ќе го направам црвен. Ќе го подарам на Маз. Ако го направиш покривот црвен, ќе изгледа уште поубаво, да ти кажам. И многу ќе се допаде на нас. Јас ќе дојдам со тебе во училиште, тато. Мене досадно ми е дома. Јас веќе не одам во училиште, сине. Имам друга работа. И ти се откажа од училиште? Така некако. Веќе имам друга работа. Дојди. Сонце моје. Љубовта на тато. Каква работа имаш? Работа која што ќе ти нуди убава иднина. Тоа ќе биде мојата единствена работа. Доручакот е подготвен. Хајде на јадење. Немој. Што ќе се случи ако разговараш со Ирфан? Да имаше чувства кон тебе, ќе ти беше јасно. Зарем јас му покажав чувства за да може тој да ми покаже? Ете, дојде. Ќе се посрамиш. Што ќе му кажеш? Од каде знаеш, бе, дадо? Може би тој има чувства кон мене. Зарем е толку возможно да ме сака, а?
И да се посрамам, ќе му кажам дека го сакам. Не можам да го носам овој товар. Ирфан? Не ти кажав, за да не те повредам. Мајка му ми кажа, тој ќе се женил со девојката што бил заедно. Илај или такво нешто беше. Лажеш. Ме лажеш за да ме спречиш. Да. Ирфан? Многу би сакали и вие да учествувате на нашата венчавка. Ирфан и Илај. Повторно се смени смената на Сафет. Денеска си замина во 6. Воопшто не му е добро. Минатиот месец 5 души избркале од неговата работа. Кој знае зашто не се јавува пред нас на телефонскиот повик. Дженги сака да одиме на ручек. Во колку и каде? Покажав за 1 час ќе бидеме таму. Професоре, доаѓаат парите. Значи веднаш да излезам тогаш. Да, одма, потитно излези. Јас мора да одам. Каде? Имам состанок. Со кого? Што си толку заинтересирана? Па си ставил парфем, ете. Затоа сум заинтересирана. Да си ми жива и здрава, чао. Повелете, ви благодарам. Дали ќе може да добием сметка? Или... Донесите му уште едно чајче. Сулејман, последен пат те прашувам, каде е Джинџер? Секогаш претенуваш како да не ме познаваш. Затоа јас морам да те подсетувам на тоа. Ти велам, каде е Джинџер? Вака има да страдаш дури да се освестиш. Јасно ли ти е? Јасно ли ти е сега? Барем кучето да беше куче. Сулејман, кажи ми каде е. Тоа куче не може да живее на улица. Или кажи ми каде е, или јас многу добро знам што ќе направам. Повели направи. Воопшто немој да се откажуваш. После ќе видиме дали ќе можеш да го видиш тој твој проклет Джинџер. Бушра, дали успеа да најдеш нешто? Кој? Која е Нехир? Нејзина сестра? Почекај, смири се. Полека, објасни ми се. Полека те молам. Зборував со луѓето што работат заедно со Нехир, ама ништо не дознав. Потоа влегов во фирмата и дознав дека е фамилиарна фирма. Да, ги знам нив. Тие се добро семејство. Татко им се вика Јашар. Тие не се нечесни луѓе. Малку се конзервативни, ама многу се добри. Да, така е. Потоа го прашав обезбедувањето, ми кажа дека доаѓал некој господин, ама не знаел кој е. Вереник е бил. Односно, вереникот да ти бил зет на господинот Јашар. Господјо Кудрет, човекот бил женет. Значи двете сестри се исти. Најди начин и фотографирај ги. Тоа е веќе средено, господјо Кудрет.
Добре дојде. Не ме гледај како да сум непозната, Ирфан. Јас сум Илај. Ајде седни. Јас многу размислував, Ирфан. Откако се разделивме, имав многу време за размислување. Секогаш сакав да знам каде и кога повторно ќе се сретнеме. Планирав и мислев, но што да разговарам со тебе кога ќе те сретнам? Ама сега воопште ништо не знам. Ти си најубавото е ништо што ми остана. Времето што ми помина со тебе. Тие денови беа најубавите во мојот живот. Зошто сакаше да ме видиш? Дознав за твојата ситуација, Ирфан. Многу ми е жал за твојот син. Премногу. Сакам да ти помогнам. Те молам, прифати го ова. Те молам, прифати. Може би ќе ти бидат потребни. Што е ова? Ова се парите на Сулейман. Никогаш немаше да ми текне дека на овој начин ќе се сретнеме. Ние не се сретнавме, Илај. Јас паднав во стапица. Јас пак немам добри мигови со тебе. И двајцата не сакавме ова да се случи, Ирфан. Не, ти сакаше. Ти ги сакаше парите. И ги најде парите. Ирфан, не е така како што мислиш. Сулейман, бе. Сулейман. Тој човек е круната на моето распаѓање, против кое што се борам цел живот. А ти? Илај, ти си негова швалерка. А ти си човек што зависи од неговите пари и од парите на неговата швалерка. Абе, доста. Така е. Подобро да умреш. А зошто сум оваа состојба? Барем така те жалев за тебе. Оди, губи се. Уште еднаш да не си ми се појавила пред очи. Не сакам ниту тебе, ниту твоите нечисти пари да ги гледам. Ќе видиш ти што значи швалерка. Ќе ти покажам јас на тебе швалерка. Озгоре во канцеларија? Господјо Нихер, јас... Што се случува, бе? Значи ти си таа Ороспија. Кажи ми, што се овие фотографии? Ке те распрчам, Ние сме девојко. заљубени. Ма застани. Марш надвор из Остави ме. Еднаш да си Остави ме, излегла. што правиш? Ке те распрчам јас тебе. Остави ме, ма, остави Можам да те ме. убијам, јасно летија на тебе, Пушти има ме. да те убијам. Тој е мој Озгор. сопруг, разбери, тргни ми се веќе Тргни од се, патот. Бейза! Бейза! Тргнете се, тргнете се! Озгор? Тргнете се! Амбуланта, викнете брза помош, веднаш, ајде. Озгор, не сакав ова да се случи. Моето бебе, Не се грижи, се ќе биде во ред полека, не се грижи, ништо нема да се случи на нашето бебе, полека, ајде. Ајде, брза помош,
Брзо, не се грижи, полека, добро ќе биде се, без грижи, полека, полека, се ќе биде добро, полека. Повели? Тоа што ќе жнееш, тоа ќе посееш. Јас си мислев... Која сте вие? И сватив дека проблемот е во вашето семејство. На времето вашиот татко бил многу богат. Потоа банкротирал, вие сте останале без парче леп. Оттаму потекнува вашата љубов кон парите. Затоа се занимавате со мажите на другите жени, исто како сестра ти. Како првата, така и другата, ама веќе заврши. Тоа е тоа, се знам. Се е готово. Што зборуваш, мати? Која си ти? Јас сум таа што те спасив од голем грев, инаку ти немаше да се спасиш без да се посрамотиш. Кажи на сестра ти да се оддалечи од мојот сопруг. Се додека не сака да и се случат уште поголеми проблеми. Земи, нека биде твој. Инаку ти со твојот ум уште многу ќе плачеш. Господине Сулеман, ми кажа да ви пренесам, дошла вашата сопруга, го земала вашиот автомобил и не сакала шофер. Сама ли ќе вози, а? Таа нема да биде сега само мој проблем, туку и на целиот Истанбул. Ти благодарам, ќерко. Какви трикови си имала ти, браво? Не, тоа не се трикови, туку читав нешто. Се плашиш од нож? Не, јас не се плашам. Ова е подарок од татко ми, секогаш го носам. Види, тоа се прави со ова, например. Сакаш да пробаш ти? Не, подобро да не пробувам, да не испадне некоја белја. Не се плаши, јас ќе те научам. Не, господине Хакан. Држи. Господине Хакан. Држи. Дај ми ја раката. Сега вака ќе направиш. Ти навистина храбра си била, гледам. Браво, добро се снајде. Не до толку, вие ме научивте за тоа. Господине Хакан, дали знаете кога повторно ќе дојде господин Ирфан, пенкалото го заборавил за тоа? А кој е Ирфан?
Господинот Ирфан, што доаѓа кај вашиот татко заедно со господинот Егемен? Тој нема да доаѓа повеќе. Како си? Добро сум. Пристигна ли Дженгис? Што е? Му се случи нешто на Денис? Не, добре. Денис е добро. Пред да дојдам овде се сретнав со Илај, сакаше пари да ми даде. На тоа мислам сега. Добро да е, девојката сака да ти помогне. Зарем не ни се потребни парите? Егемен, дајте, молам, парите нас внатре не чекаат. Хајде да влеземе. Здраво, професоре. Мерт, здраво, како си? Добар сум. Со среќа нека. Тука ли работиш сега? Не, професоре, му помагам на пријателот. Односно, долго време ве мислев. Слушнав дека тој Неран Имајкови создал проблеми во универзитетот. Мерт, таа работа е малку... Душо, ние имаме малку работа. Господинот Дженки се дојде. О, професоре, зарем соработувате со Дженкис? Мерт, не. Хајде, работи си, ќе зборуваме. Како сте, господине? Здраво, добре дојдовте. Добар ден. Размисливме за вашата понуда, господине Дженгис. 30% за нас е прифатливо. Се одлучивме да го прифатиме предлогот. Всушност подготвивме и делумен договор. Добро е да го разгледате. Да видам. И јас размислив. Нема да инвестирам. Ама ја сакам рудата. Како? Целата? Да му ги продадеме? Што бе да му продадеме, жити Господ? Се слушаш ли што зборуваш? Брате, го сака рударството Вавилон, да му го продадеме. Абе, Егемен, ти да не полуде, а? Ние што продаваме? Ветување, фантазија. Човекот мисли дека ќе има добивка. И затоа што мисли дека има злато во рудникот, затоа сака да ја купи фирмата. Да знае за долговите и фирмата дека не функционира, ќе ја купи ли? Сите адвокати и финансиска полиција, сите ќе ни дојдат на врата. Човекот ги побара лиценците и извештаите за добивка. Што ќе му продаваме, не пирамида ли? Да му се плукнам. Имаме нула во рака. И пак сме на почеток. Имаме кец во рака. Си се сретнала со Ирфан? Ете и тој имаше вакво расипано лице кога го видов. Ова е твое дело. Како будала верува во тебе. Човекот што не ми плукна во лицето. Добро бе, што си ти? Воопшто ли не разбираш? А? Човекот да не би имал чувства кон тебе, зарем би се налутил на тој начин? Егото на Ирфан е прегазено со камион и уште и ти пари му нудиш така што му се сруши гордоста, затоа е лут. Треба да ни помогнеш. Ти уште многу ќе чекаш за таа помош, Егемен. Илај, ако не ни помогнеш, нема да може да ја вратиме фирмата. Денис нема да може да се оперира. Сулеман нема да не ослободи. И да се спасиме од него, инвеститорите не се откажуваат. Мораш да ни помогнеш, Илај. Таа работа веќе не е толку лесна, Егемен. Ако ги сакаш моите пари, ти ќе треба да ми помогнеш. Што? Ќе мораш да ми помогнеш, Егемен. Како помина состанокот? Не беше лошо. Како е синчето? Игра во собата.
Сине, Тато? доаѓам. А ти си негова швалерка, Илај. А ти си човек што зависиш од неговите пари и од парите на неговата швалерка. Абе, доста! Така е. А зошто се Подобро зборува умреш со отколку да си ваква. Барем така те жалев за тебе. Оди губи се. Уште еднаш да не си ми се појавила пред очи. Не сакам ниту тебе, ниту твоите нечисни пари да ги гледам. Сакав дома да вечираме заедно. Зарем лошо направив? Султанке моја, убавице моја, ме полудуваш, немој. Почекај, не стави толку. Зошто? Не ги испив апчињата за холестерол, а и шеќерот ми е на граница. Кој ти ги кажува овие работи, Сулеман? Лекарот ми ги кажува. Лекар. Остави го сега лекарот. Поточно, кој сака ти да изгледаш стар и болен? Ајде размисли убаво. Ти ништо немаш, Сулеман. Ти си похрабар и од младите. Ајде почни, ајде. Денес се разговара со Егемен. Илај, јас не сакам да се видиш со тој измамник, те молам. И јас му се јавив Сулеман. Сакам да ги вложам моите пари. Пак истата работа. Илај, тие луѓе, добро знаеш, мене ме измамија. Ми наштетија, сега зарем и пари треба да им дадеме за тоа. Јас мислам дека тие се многу храбри кога можеа тебе да те измамат. Јас така си ги толкувам работите, зошто не сакаш да ме разбереш? Дали дозна дека Дженгиз го убедила? Ти како да не живееш во овој свет? Тој ден најпрво јас ја кренав раката. Ама ти воопшто не беше свесен за тоа, затоа што таму мене ми викаше. Како и да е, нека ми ги вратат парите и нека се молат на Господ што се живи. Сулеман, слушај, можеби јас подолго време не работам, ама не очекувај да бидам некоја која што седи дома и чека джепрлок од тебе. Јас целиот живот сама си заработував пари. Затоа сега ќе вложам пари во тој проект наречен Вавилон. Тоа е моја одлука. Ова е мојата одлука. На тие луѓе не сакам да им дадеш пари. Толку. Ти зарем не ми кажа дека парите се мои и дека можам да ги потрошам како што ќе посакам јас? Не ли беше така? Да, ти кажав. Тогаш не давај ветувања кои што не можеш да ги исполниш. Господе. Кој е? Не знам. Уште никој не го знае станот? Нехир? Ми го уништи животот. Заради тебе изгубив се. Озгори мојата работа. Нехир, што се случи? Зошто плачеш? Таа жена му на Сулејман, ме искористи мене за да може тебе да ти се закани. Сите дознаат за се. Жена му на Озгор го изгуби своето дете. Ти си виновна за се. Јас сум казнета за само ти да можеш да бидеш заедно со тој човек. Нехир, мене многу ми е жал. Јас навистина не знам зошто го направила тоа. Сето ова се случува затоа што ти си заедно со тој човек. Твоите злосторства јас ги плаќам, само јас. Веќе не ми се доближувај. Губи се од мојот живот. Нехир! Ете, гледа што ми направи. Затоа што не може мене да ме повреди и ја повредува сестра ми. Заради тебе мене ми се заканува. А ти си незиниот проблем. Илај. Не ме допирај. Нема повеќе никогаш да дозволам ти да бидеш повредена. Остави ме веќе, не верувам во овие зборови. Што очекуваш? Зарем треба да те кушнам како ништо да не се случило сега? Кажи ми.
Таа дебело ќе плати за ова, што ти го направи. Верувај ми, и таа ќе има болка исто како твојата. Сулејман, мене веќе никој не може да ми донесе болка. Разбираш ли, никој? Оди си дома. Ајде, оди дома кај твојата супруга, ајде. Илај. Нема веќе Илај. Преку глава ми е веќе Сулејман. Веќе не сакам да ги слушнам овие работи, јасно ли ти е? Ми се смачи од тоа што секогаш морам да се мачам да добијам место во твојата компанија. Веќе ми се досади од тоа дека морам да добијам дозвола од тебе да можам да инвестирам. Заради тебе молчам на сите овие работи, ама ако мојата сестра биде повредена, тогаш оваа работа не завршува добро. Брате, кажи му на шефот дека јас лиштата ги стави во шкафчето, сега веќе си одам. Да честам чај, сакаш? Јас да си одам, веќе доцнам, дома ме чекаат. Братче. Ти благодарам. Антрикот, фуме сомон и чизкейк глупавите направиле нарачка, ама не ги јаделе. Ти благодарам, те обожавам. Има пари, затоа се со кренат нос. Мајка ти како е, добра? Исто, болна. И се е многу досадно. Сиромаштија, беда, живееме како гуру во куќата. Исто и кај мене, бе, братче. Ако испадне некоја ваква работа, јави ми. Навистина би дошол. Чекај, ти се откаже од студиите, другар. Какви студии, бато? Ете и самиот виде. Колку ти е потребен универзитетот, отиде на највисока планина, студираше и пак переш садови. Даде, мијам садови, ама знам исто така дека ова е социјална нееднаквост. Ете, тоа е. Толку се измачи барем да завршеше факултет. Мајка ми не може да работи. Таа треба да ми испрати пари за школо и да останат гладни. А не можам да ги заситам. Брате, зарем нема некоја работа, перење садови, келнер? Нема работа, бе, братче. 5 души бевме, тројца избркаа, 7 дена неделно работам по 13 часа дневно, без престани, ништо не можам да кажам. Ќе ми избркаат веднаш ако се пожалам. Барем јадеш джет-сет јадење. Инаку можеш да сонуваш. Антрикот, мантрикот. Нема шанси, бе, само тука ги слушам тие јадења. Ајде си одам. Ајде, чао, чао. Ти кажав дека петок ќе ги добиеш, не бегам јас. Не можам да чекам повеќе, ако не го испразните станот, тогаш ќе видиш што ќе те снајде. Ајде побрзо. Што зборуваш, бе? Ајде да видам. Извади не. Ајде да видам, живи Господ, ќе ве убијам. Мерт, доста. Па дај ми ги парите веднаш тогаш. Најнов телефон на модел имаш, ама пари немаш, така? Што те интересира тебе мојот телефон? Што ти е, гајле? Донеси ми го пиштолот. Донеси ми го пиштолот. Не сакам уште еднаш да ве видам овде, инаку сите ќе ве убијам, да знаете. Проклети да сте, бе. Има со полиција да се вратам овде. Губи се, бе. Врати се со полиција. Дојди со полиција. Бата, ама ти немаш пиштол? Ај, леле. Тој наивен ме нервира. Секако дека немам. Ама ако прашаат, кажи дека имам и митралези бомби. Добро. Ајде, влези внатре. Чекај, донесов за јадење. Каде? Мачката јаде. Добро, остави го, да влеземе. Ајде, влегувај. Парите од татко ти ќе бидат доволно само за електрика и водовод. Овој досадниот утре повторно ќе се врати. Денес добив 80 лири дневница, 50 лири бакшиш. Ете, земи ги плати ги сметките со ова. Добро? Фала Богу, синко, ја најде таа работа. Добро, што ти кажа? Дали утре ќе те викнат, а? Ќе продолжам, да. Ти кажав да се оддалечиш од Илај, ама ти мене не ме послуша. Твоите гревови ги плати сега твоето грдо кученце. Ти си виновна за тоа, господјо Кудрет. Сама си виновна. Господјо Кудрет.
Кажи, сонце. И тебе ли ти замина сонот? Се вели и ти ли не можеш да спиеш? Синче моje. Стави ја главата на перничката и мисли на убави работи, ќе заспиеш. Така права, мама, неуспешно. Ајде, Денис, ајде. Легни си, сонце, ајде. Каде одиш? Дојди. Чекай, сине, чекай, застане. Сине. Штета. Се уште не можевме да играме. Да, сине, во право си. Ќе играме, не грижи се. Сигурно ќе победам. Штета ова се расипало. Ќе ме победиш, се разбира. Ти си сила невидена. Сине, кога бев на твои години, ние немавме телевизор. А електрична енергија од време на време доаѓаше. Татко ми навечер со осветлината на свеќата ни правеше представи оценки. Како ти го кажувам ова? Си мислиш дека јас сум бил дете уште од камено доба? Чекај, тука би требало да има нешто, застане. Тука треба да е... види, тука е... Еве. Знаеш ли што е ова? Кардиган. Да, кардиган, да. Ама чиј кардиган? Тој е на мојот татко. Всушност на твојот дедо. Дојди, мамо. Соблечи го тоа, ајде. Облечи го сега ова. Ти недостасува, дедо? Ми недостасува. Дури и премногу. Многу сакав тебе да те види. Татко ми ме научи како да садам семиња, како да засадувам дрвца, колку вода им е потребно, колку сонце им е потребно, како треба да се чува, да се внимава на нив. И јас тебе ќе те научам се, сине. Се ќе те научам, договорено? Може ли, сине? Пеј ми е песната на дедо. Ќе ја испеам. Легни си кај татичко. Köprüsü Hasan dardır geçilmez. Bre Hasan dardır geçilmez. Soğuktur suları bre Hasan bir tası içilmez. Soğuktur suları bre Hasan bir tası içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan, yardan geçilmez. At Mardini devreli Hasan, dağlar ilesin. Drama köprüsünde bre Hasan, dostlar dinlesin. Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın bre Hasan, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi bre Hasan, oyun mu sandın?
Јас ли те разбудив? Не можев да заспием. Вие од каде доаѓате? Не можеше и тој да заспие. Го симнав долу. Потоа во скут ми заспа. Еда? Ми го чепкаш телефонот ли, Еда? Си ставил пасворд на телефонот? Какви работи криеш, Ирфан? Твојот и на Денис роденданот да прашаше ќе ти кажев. Што ти е проблемот, не сваќам. Дојде девојката на Ирфан. Ке имаат веридба. Односно, веридбата треба да ја направат родителите. Ја виде ли девојката? Дали ја виде? Многу е убава. Види ја. Сите тебе те барат, а ти плачеш за Ирфан. Заборави го веќе. Леле е да... Ај е да... Цел живот убавини да ве следат, со среќа нека ви е. Изгледа ножиците не сечат убаво, а? Нека сечат, те молам. Ајде, со среќа нека ви е. Благодарам. Ви благодарам. Со среќа нека ви е, само убавини. Убав живот да си имате. Убав живот да има. Благодарам многу. Ви благодарам. Во ред душа, зарем не можам да бидам заинтересирана? Ај. Ова ли е столчето што велеше мајка ти дека ќе изне Ирфан? Да. Навистина ли е ова?
Добро. Што е? Не ти се допаѓа? Што е, кажи? Добро? Тогаш нема да го земеме, не е проблем. Ако не ти се допаѓа во ред, нека биде така. Нека стои во мојата работна соба. Може ли? Што велиш? Добро изгледа и тебе не ти се допаѓа многу. Тогаш да не го земаме. Како тоа не ми се допаѓа? Секако дека ми се допаѓа. Јас со години сум седел на тоа столче. Ова столче кога бев малечок од село во село се шеташе со нас. И јас се откажувам од ова столче затоа што тебе не ти се Немој, немој. Немој. Ќе влезе некој сега. Значи толку многу ме сакаш што се откажуваш од твоето вредно столче. Така ли? Ти мене ме тестираш ли, а? Да, те тестирам. Подобро немој, ќе се зачудиш. Добро, нема. Јас од себе се откажал за тебе. Мамо, ќе дојдеш ли? Доаѓам, сине.